Општина Велес ќе направи распределба на сите простории кои се во нејзина сопственост на невладини организации, фондации и здруженија на граѓани. Комисијата за распределба на простории, сопственост на општина Велес, во изминатиот период имаше задача да утврдува потребата на овие организации за користење на простории. Работата се реализираше во согласност со предлог правилникот кој во 2004 го донесе Советот на општината. Сега, оваа комисија изготви нов правилник кој неодамна им беше представен на членовите на здруженијата од градов. Поради поголема транспарентност и ефикасност, комисијата сакаше да го слушне и мислењето на корисниците, односно потенцијалните корисници за изготвениот правилник, за зададените критериуми и условите врз основа на кои ќе може да биде добиена просторија на користење. Затоа на ден 10.3.2015 година беше направен јавен повик до сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации и ги повика да дадат свое видување за новиот правилник. На средбата, односно јавната расправа, имаше повеќе од 20 учесници кои ги дадоа своите забелешки, од кои дел беа прифатени и вметнати во правилникот. Голем е бројот на барања кои пристигнале до општинската комисија за добивање на просторија во која здруженијата и фондациите бија вршеле својата дејност. За да се постапува по новиот правилник со сите прифатени забелешки од страна на членовите на овие здруженија, најнапред истиот треба да добие позитивно мислење од страна на општинскиот совет. Општина Велес во последниот период се стекна со собственост, односно го стекна правото на собственост на извесен број на простории, значи зголемен е бројот на просториите со кои што располага општина Велес. Различни локации се во прашање. Значи станува збор за простории кои што се наоѓаат на користење на урбани или местни заедници, простории во кои што претходно беше реализиран договорот со фондацијата Фокус. Тој договор истече, сега повторно треба да бидат и тие предмет на решение на распределба. И значи станува збор за повеќе локации на различни места, ова само ги спомнав како пример. Ова е уште 12 точки се дел од дневниот ред на 34-та седница на Советот, која советниците ќе ја одработат во понеделник со почеток во 12 часот.